Функционери на највисокото раководство на СДСМ општина Струмица и неколку фирми кои соработувале со општината се намета на истрагата за изборни нерегуларности која обвинителството за организиран криминал ја спроведува во локалната самоуправа што ја раководи Заев. Весникот пишува дека истражителите собираат докази за 2 кривични дела, и тоа злосторничко здружување и изборен подкуп, а се однесуваат за председателските и парламентарните избори кои се одржаа во 2014. Дневник пишува дека истрагата се сомнева дека било формирано злосторничко здружение во кое се вклучени повеќе физички лица и фирми кои биле користени за незаконски да се влијае врз гласачите. Се работи за поголем број гласови што на незаконски начин биле обезбедувани од различни категории на граѓани на председателските и парламентарните избори во 2014. Врз нив се влијаело на различни начини, кај дел од нив се одело со класични закани за бркање од работа од фирми активни на подрачјето на Струмица, а некои од нив директно се поврзани и со фирмите на Заеви. Има дури и нудење класичен подкуп, открива извор од истрагата за Дневник. Истиот извор вели дека се проверуваат повеќе тендери во општината што ја раководи Заев, а има сомненија дека општина Струмица во повеќе наврати на одредени фирми им плаќала по добиениот тендер, иако тие воопшто не ја испорачувале услугата. Дневник пишува дека еден од одземените компјутери бил на Љупка Цветкова од струмичкиот огранок на СДСМ, која е вработена во кабинетот на Зоран Заев и важи за блиска до кланот Заеви. За СДСМ акцијата на обвинителството е политички мотивирана. Ако постоја било какви индиции, било какви елементи за криминал од опозиција која 10 години е во опозиција, до сега многу луѓе одамна ќе беа веќе во затвор. Ова сега е само еден неуспешен обид да се става знак на еднаквост. Од обвинителството се уште нема официјална потврда на овие информации. Оттаму само потврдуваат дека се прибираат докази за евентуален изборен криминал, без да прецизираат детали.